Проложениот викенд во Македонија го стави на тест новиот европски систем за гранична контрола, отварајќи ја летната сезона со гужви, нервоза и повеќе часовни чекања на излез од државата. Од вчера земјава ја напуштиле над 13.000 лица, од кои најголем дел се упатиле кон Грција и Србија. Најоптоварен е граничниот премин Богородица кон Грција, каде патниците сведочат дека за влез во соседната земја се чека со часови. Причина за забавувањето е новиот систем за евиденција на патници ЕЕС, кој Европската унија почна да го применува за граѓани од земји што не се дел од Унијата и Шенген зоната. Од страна на Министерството за внатрешни работи се преземаат сите мерки и во функција се ставени сите човечки и технички капацитети за да се забрза протокот на патници, се разбира со спроведување на задолжителните гранични проверки. По хаосот со долгите колони на евзони, грчките власти најавуваат идни чекори за растоварување на граничниот премин, кој веќе е под сериозен притисок по воведувањето на новиот систем. За денеска се планирани теренски контроли на специјални тимови на премините евзони кон Македонија и Кипи кон Турција, каде ќе се анализира како веднаш да се подобри протокот на патници и возила. За проблемот веќе имале состанок во Солун, свикан од заменик министерот за внатрешни работи, а најавите се дека фокусот ќе биде ставен на брзи решенија, засилување на информатичките системи за побрза обработка, но и воведување привремени технички интервенции на самите премини. И покрај тоа што асоциации и здруженија за туризам од нашата земја побараа одложување на примената на новиот систем, барем до крајот на летната сезона, кога најголем број граѓани патуваат кон грчките летувалишта, Грција не отстапи од одлуката. Грчкиот министер за заштита на граѓаните потврди дека до нив пристигнале реакции од Македонија и Србија поради долгите чекања, но потенцираше дека спроведувањето на европските безбедносни процедури е обврска што мора да се почитува. Во вакви услови дел од туристите од регионот веќе бараат алтернативи, вклучително и патување преку Бугарија, со цел да ги избегнат најфреквентните премини кон Грција. Според анализите и предупредувањата на грчките медиуми, вистинскиот бран на притисок допрва следува во јули и август, кога туристичката сезона го достигнува својот врв, што може дополнително да ја усложни состојбата на граничните премини. Тамара Дичевска, Сител телевизија.